Благодарам, председателе. На крајот од говорот претеничката кажа дека се заблагодарува за конструктивноста, за жал јас тоа не можам да го кажам. Би ве замолил сите да се држиме до темата и до темата на амандманите кои што ги обработуваме. Конкретно амандманов има сосема друга тематика него таа на која што говоревте. Има време и има простори за политички говори. Не бадијава во деловникот е предвидено дека има 2 дена за општа расправа. Сите овие говори кои што или тези кои што ги продуциравте сега можевте да ги кажете вчера и завчера. Не можам да најдам сходно зашто се дискутираше за све друго освен за амандманот на колешката, така да добро е во иднина кога ќе имаме конструктивен амандман на кој што треба да им се помогне на одредени категории на граѓани кои што имаат вака ранлива природа, да се фокусираме на тоа, да видиме ако не се прифаќа заради сумата, да постигнеме компромис за сумата и да се прифати заради тоа што тоа е нешто што е потребно, а не да се зборува за жални врби, за ланскиот снег и натака, и натака, и натака. Заради тоа што ипак треба овие амандмани да се инкорпорираат во буџетот и да им се помогне на луѓето, а не да се ловат ситни политички поени на начинот на кој што вие го направивте ова сега. Благодарам.